Велешани не бараат помош за одвикнување од пушењето. Кај граѓаните не постои интерес за посета на советувалиштето за одвикнување од оваа навика која функционира во Заводот за здравствена заштита. Истото требаше да започне да им предлага мерки за одвикнување од пушење на сите граѓани од 20 август, но од Заводот велат дека интерес засега нема. Можеби и бевме малку присутни во вашите медиуми. Кога би биле повеќе би било уште подобро. И сега и ово е апел на некој начин повторно да кој е заинтересиран да повели. Изготвена е убава програма и за понатаму како да изгледа тоа, да кои се заинтересирани да се јават, да се формираат групи, а тие прецизирани ригидни термини во вторник, четврток и од 5 сатот или од 10 сатот не се така ригидни, бидејќи како ќе идат, се уват луѓето, како ќе ги правиме групите, можеме да се договориме, се во нивни интерес, ние стоиме на располагање, нашите редовни задачи ќе си ги организираме како ќе ги организираме, само и само да се направи нешто. Како што беше предвидено во периодот од 20 јуни до 20 август, советувалиштето го посетуваат здравствените работници кои сакаат да се одвикнат од пушењето. Од Заводот велат дека интересот кај нив бил задоволителен и се надеваат дека е голем бројот на оние кои ја постигнале целта. Покрај во средните училишта, советувачите имаат намера во следниот период да организираат посета и на основните, со цел да ги информираат учениците за ова советувалиште. Се помлади се лицата кои посегнуваат по цигари. Консументите на или идните кандидати, можните кандидати, мислам дека треба да им се приближам, да ме видат, да прво чујат и ако сакаат да дојдат. А таму ја замислам да отидам во смисол на здравствено воспитание, кога ќе ги држиме редовно часовите здравствено воспитание, да се отиде во училиштето, да се изнесе еден ваков разговор, да речеме. Да ни кажеме дека пушењето лошо или така надаму, можете да прочитаат тоа. Тој ми каже дека постои вакво нешто. И кој е заинтересиран, нека повели. Тогаш можеме да направиме нешто. А таму да ги држиме предавањата, у принцип е замислено да советувалиштето го посетуваат луѓе кои пушат, а не сакаат веќе да пушат. Советувањето за одвикнување од пушење е бесплатно. Програмата предвидува ефикасни мерки кои надлежните веруваат ќе ги дадат очекуваните резултати, со цел населението да се поттикне да практикува здрав начин на живот.